Добре дојде во епизода 34 од подкастот Квинтастични развојна академија сезона 2. Јас сум Дороти и ова е почетокот на сезоната на враќање дома во себе си. Во ова епизода зборуваме за науката за работата со внатрешно дете. Можеби додека го слушаш ова и ќе се изненадиш од тоа колку мудрост постои во науката која зборува за детето во тебе. И можеби уште повеќе ќе те изненади тоа што таа мудрост веќе живее во тебе, чекајќи да биде признаена, прифатена и ослободена. Жан Пиаже го мапираше развојот на личноста низ когнитивни фази. Од сензомоторна до формално операционална. Но што се случува кога некоја од овие фази е нарушена од траума, занемарување или од репресија на чувствата? Современите психолози сметаат дека во телото и подсвеста остануваат замрзнати фази од детството кои не повикуваат да ги слушнеме. Карл Јунг не носи подлабоко. Неговите концепти на сенката и анима и анимус не учат дека она кое сме го потиснале не е изгубено, туку е складирано. Нашето внатрешно дете е дел од оваа сенка. И секогаш кога реагираш прекумерно или стравуваш без очигледна причина, тоа зборува токму за таа деликатна верзија на тебе, за твоето внатрешно дете. Доктор Џон Бредшоу, преку концептот на токсичен срам, го внесува внатрешното дете во модерната терапија. Тој вели дека најголемиот проблем со кој се соочуваме е што несвесно живееме од ранетото детство, но го кривиме возрасниот во себе. Неговата терапија се фокусира на репарентинг или создавање на нова мајка и нов татко внатре во нас самите, кои можат да ни ја дадат потребната, а не дадена грижа, љубов и граници. Во гешталт терапијата, во НЛП, сите овие модалитети ја поддржуваат интеграцијата на потиснатиот дел од личноста, наместо со рационализација, со изразување. Диалогот со внатрешното дете, игрите и визуализациите стануваат алатки за враќање на изгубената виталност и животната радост. Истражувањето пак на доктор Даниел Сегел покажува дека невропластичноста ни дозволува да ја реорганизираме нашата емоционална меморија. Соодветна работа со внатрешното дете буквално не ресетира или ги ресетира деловите од нервниот систем кои биле во хронична активација, а се и пројавуваат преку стрес, депресивност, анксиозност и збувливост. Во истражувањата на Harvard School of Public Health, децата кои биле изложени на емотивно занемарување често стануваат возрасни кои не знаат да се грижат за себе. Па зарем не сме такви и ние миленијалците, но и оние пред, а и по нас. Но преку интервенции со внатрешното дете се забележуваат и научно се докажуваат значајни промени во самосвесноста и во емоционалната саморегулација. А ние миленијалците и оние пред и по нас сме живи докази за тоа. Во рамки на феминистичката психотерапија, Карол Гилиган вели дека жените не развиваат идентитет само преку автономија, туку и преку врските и односите. Тоа значи дека лекувањето на внатрешното дете кај жените вклучува создавање на нова, топла, внатрешна врска со самата себе си. Во патриархална култура жените од мали не учат да се грижиме за другите, да бидеме добри девојчиња, да не изразуваме лутина и да не пребаруваме и да немаме безброј желби. Токму тука почнува оттуѓувањето од внатрешното дете. Па ова дете сака да биде видено, чуено, заштитено, разиграно и разџагорено. Феминистичките терапевти како Џудит Херман потенцираат дека лекувањето на траумата е политички чин. Кога жената се соочува со својот внатрешен свет, со своето дете кое било малтретирано, контролирано, игнорирано, управувано, микроменаџирано, жената не само што се ослободува себе си, туку го крши молкот што системски ја држал тивка, замолчана, репресирана. Што значи да го излекуваш внатрешното дете? Да го излекуваш внатрешното дете значи
да престанеш да ја враќаш вината кон себе си како бумеранг. Да создадеш внатрешна мајка што ќе ти даде дозвола да бидеш автентична, своја, посебна, различна. Да си го вратиш телото, чувствата, емоциите, твојот глас кај себе си. Ајде да направиме една мала практична вежба со внатрешното дете. Слушне го мојот глас како да води, чекор по чекор. Затвори ги очите. Замисли се себе си како дете на возраст од 5 до 7 години. Забележи се себе си. Што носиш? Каде се наоѓаш? Како ти изгледа лицето? Одговори си ги овие прашања за себе. Види се. Види ја својата околина. Погледни го тоа детско лице. Приближи се. Седни покрај малечката ти. Прашај ја. Што сакаш да ми кажеш? Слушни ја. Прашај ја. Од што се плашиш? Слушни ја. Што ти треба од мене сега во овој миг? Дај. Нема точен и неточен одговор. Само слушај. Таа си ја знае вистината. Од кога ќе ги примиш нејзините одговори, кажи: те гледам, тука сум. И никогаш повеќе нема да те оставам сама. Прекрни ја. Биди така. А сега те прегрнувам и јас со океанска љубов за највисоко добро, со сила, со светлина, со тишина. Намасте.